Почитувани гледачи, добар ден. Медицинско капче на слободен печат. Кои се тивките херои кои што се грижат за нашите најмили? Што се случува по породувањето доколку бебето не е добро? Кои се грижи за децата постоперативно? Утрово на оваа тема по повод вчерашниот ден на медицински сестри 12 мај разговараме со госпоѓа Весна Атанасовска, оделенска сестра на Оделот за детски болести во приватната болница Џибадем Систина. Добар ден и ви благодарам што ја прифативте поканата на Слободен печат. Значи, ве најавив како тивки херои кои што се грижат за нашите најмили. Вие сте медицинска сестра која што има децениско искуство во оваа област. Ајде најпрво да го испочитуваме вчерашниот ден, денот на медицинските сестри и да позборуваме за самата професија. Долги години сте во медицината. Која беше причината да завршите средно медицинско и 3 децении скоро да сте во оваа област? По запишувањето во средно медицинско училиште, бидејќи не беше моја желба за да се запишам во средно медицинско училиште, сепак беше на родителите, кои што им благодарам најмногу од се срце. Не се пронајдов во тој дел, меѓутоа како поминуваше времето, си го засакав училиштето, засакав професијата и сакав да станам медицинска сестра и тоа баш на педиатрија, затоа што во тој дел во праксата каде што ја посетувавме во сите области, најмногу се пронајдов на педиатрија кога одевме и ми се исполни желбата. Се вработив на детска клиника, на неонатална и педиатриска интензивна, таму научив да работам и ги засакав и најмалите бебиња, односно најмалите херои, кои што им треба голема грижа од нас, медицинските сестри, а понатака и од нивните родители. Работите во релативно голем оддел. Имате над 80 колешки. Постојано по огласите гледаме дека има недостиг на медицински сестри. Вие сте во приватна болница, има ли кај вас таков проблем и што кај младите е причината да се пронајдат во оваа професија, бидејќи секојдневно сте во контакт со нив? По завршување на основното училиште, ја гледаме понатака иднината, каде би можеле да најдеме вработување најмногу. Најчесто и најмногу се вработуваат медицински сестри, затоа што има недостиг на медицински сестри од причина што имаме голем одлив на сестри кои што одат во други држави, од причина што во зависност од тоа каде се вработени, нивните услови за работа, нивните примања, односно платата, ниските плати. Околу условите во кои што работите. Сте биле во државно здравство, сега сте во приватна клиника. Може ли една паралела да се направи околу условите и начинот на работа? Секако дека има разлика. Јас веќе 15 години работам во Џибадем Систина. Една од причините за која што поминав од државното здравство во приватното беше и условите и секако платата, која што е многу битна за да може да функционираме во нашава држава, не само во нашава држава, туку сите да функционираат, без плата, со мали примања тешко дека ќе може да успееме и да останеме во државата, затоа има многу одлив на медицински сестри. Можам да направам голема разлика, затоа што имавме денови каде што немавме услови, односно немавме потребен материјал за да може да им обезбедиме соодветна грижа, нега, односно и терапија на пациентиве. За разлика во приватна институција, односно во Џибадем Систина, кога додовме ние воопшто не се ни грижевме дали ќе имам јас денеска основни средства за да работам, затоа што се што требаше да се направи околу пациентите, само треба да јавиме, да нарачаме и веќе тоа го имаме. Работите со најмлади пациенти, меѓутоа и со предвремено родени бебиња. Имате ли некоја успешна приказна да споделиме со гледачите кога сте мислеле дека бебето дури и нема да преживее, сега е веќе големо момче или девојче? И ги гледате ли тие деца сега во... Имаме многу успешни приказни. Мислам, нема да ми замерат, нема да сите ни се успешни приказни. Секако има некогаш, многу ретко, каде што завршува лошо, меѓутоа 99% се сите
позитивни и успешни и ние се гордееме со тоа и тоа нас не исполнува и практично тоа ни е целта во нашата професија. Долго време остануваат на неонатална интензивна затоа што сепак се работи за дечиња кои што се раѓаат со помала родилна тежина, се раѓаат со помала гестацијска недела, значи недоволно развиени, им треба простор за да се доразвијат, за да пораснат во тежина, за да можат самостојно да дишат, самостојно кога ќе се хранат да ја сварат таа храна и сите потреби што треба да ги прават и понатака во животот. Секако дека имаме многу приказни, ќе посочам една од приказните, тоа беше уште на почеток на отварање на болницата, значи веќе голема девојка. Беше 3-4 месеци сигурно оделот на неонатална интензивна, поврзана на респиратор, точно на респиратор каде што не можеше самостојно да диши и секоја наша проба за да ја тргнеме од апаратот беше неуспешна, многу за кратко време ја враќавме. Медицината напредува. Точно и ние јас веќе 30 години работам, од почетокот на моето работно искуство до сега сме напреднале премногу, ако пред време родените биле во зависно која гестација не преживувале, сега веќе преживуваат. Тогаш откривме дека тоа детенце имаше проблем со затварање на капачето на желудникот и требаше да прима посебен лек, сирупче, кој што требаше да се набави го немавме ние во нашава држава, требаше да се набави од друга држава, го добивме. Детето после неколку дена веќе беше оправено, го тргнавме од апаратот и кога си отиде дома, после неколку месеци бевме поканети. Тоа се викаше, да не го именувам сирупот, меѓутоа наликуваше, односно името беше слично како Дом Периньон шампањот, па ние пиевме Дом Периньон, цела екипа која што се грижевме за неса. Тоа е една од многуте успешни случаи што ние сме ги, да кажам, преживеале со нивните родители. Да, се гледаме, секој нивни роден ден, секој ден на 17 ноември, каде што прославуваме денот на предвреме родените бебиња, се собираме, така да го означуваме на тој начин денот. И имаме секојаш комуникација со тие родители, затоа што сепак ние сме како една фамилија, која што не може никогаш да се заборави и се почитуваме долготрајно. Ајде пластично да објасниме како изгледа работниот ден, ваш конкретно или на некоја ваша колешка. Мојот работен ден е поразличен од моите колешки, затоа што сепак одговорноста моја е поразлична од нивната. Јас се грижам нормално за нив, да имаат доволно материјал, да биде организирано се, за разлика од колешките кои што работат на неонатологија, колешките кои што работат на педиатрија, на неонатална интензивна и да не заборавам да ги напоменам и детска кардиохирургија, каде што нивниот работен ден е поразличен од мојот. Секогаш наутро сега ќе посечам нивниот. Така, за да бидејќи вашиот е организацијски повеќе. Мора да се превземе смена од претходната смена, да се каже што се случувало дали во текот на ноќта или во текот на денот, да се направи план за нега, планот за лекувањето од страна на доктор кој што сестрата го превзема понатака, планот за исхрана. Тука се прави едукација исто така и на родителите, во зависност од тоа на кој од оделите, што ги напоменав, се наоѓаат сестрите. Некогаш родителите не се присутни на интензивните неги, доаѓаат на посета, ги посетуваат нивните новородени или дечиња, во зависност од каде се наоѓаат. Значи, тоа е во глобала оној ден каде што тековно го прават сестрите, го поминуваат сестрите во негата, грижата и лекувањето, давањето на терапија на нивните пациенти од најмалите до 17 години, затоа што сепак педиатријата ја покриваме до 17 години. Кој е најмалото бебе кое што го имате сретнато вие во вашата кариера? Веројатно станува збор за во грамови се мери тежината и во која гестацијска недела е роден? Најмалото бебе, тоа е уште 640 грама беше. Гестацијска недела, најмала, имаме 26-27 недела. Сепак тоа е многу мало. И му треба многу време, многу грижа, многу нега од страна на сестрите, секако поддршка на родителите
и секако нели борецот да се избори до крај со наша помош за да го надминеме сето тоа и да завршиме позитивно и среќно. Вашата професија е психолошка. Се случува да мајката си замине дома без дете, детето остане некогаш и со месеци на неонатална нега. Како оди нели постапката тука, дали мајките имаат можност постојано да бидат со своите деца, доаѓаат ли на посети и каква е средбата, веројатно, нели кога си одат после неколку месеци дома? Секако дека е многу битна поддршката, психолошката поддршка на родителите, посебно на мајката, секако и на таткото, затоа што тие се доаѓаат во болница за убава работа, меѓутоа нели се случува и пред време родени, меѓутоа некогаш се случува и поголема гестација, да треба да останат на неонатална интензивна и да лекувањето биде продолжено. Многу сме среќни кога е пократко и во последните години, верувајте, и за предвреме родените бебенца, како напредува медицината, напредуваме и ние секако. Лекувањето, односно останувањето во болница на самото бебе е пократко. Сепак за родителите и еден ден е како една година, така точно многу. Нормално дека кога си оди мајката дома без своето новороденче е многу непријатно. Прво, сите знаеме дека нели самото раѓање, породување кај мајката прави промени во незиниот хормонален статус, во незината психолошка состојба. Сестрите не се само медицински сестри, туку во моментов се и психолози, кои што верувајте со текот на годините знаеме како да се справиме, како да ги охрабриме мајките, како да им дадеме позитивна енергија, за да сето тоа го надминеме заедно. Ние сме, медицински сестри, односно првите мајки, најчесто така викаат, вие сте првите мајки на нашите дечиња, сепак мајката е мајка. Даваме комплетна поддршка, едукација, што треба да прават во домашни услови, доаѓаат кај нивните бебенца, ги посетуваат, дозволена им е посетата. Се случува да мајката има и млеко, така да дозволуваме за да нели се спроведа лактацијата, да се продолжи лактацијата, одржува за да може дома да продолжат со доење. Доаѓаат во болницата, се грижат за нивните бебиња, значи имаат можност да ги посетат, да се погалат. Во последните години почнуваме да правиме и кенгуру, тоа значи дека ги вадиме дечињата од инкубатор, без разлика што се со мала родилна тежина, сепак нели терморегулацијата, меѓутоа сепак доволно е мајката, бебето да си го почувствува телото, кожата, така на мајката. И тука веќе имаме позитивни ситуации, нели, каде што и опорувањето, оздравувањето на новородените е побрзо и поадекватно. Секако дека мајките, тоа им е нели најболната точка кога треба да си одат без новороденото дома, меѓутоа ние некако успеваме да ги охрабриме и да психолошки им бидеме поддршка на сите нив. Во вашата болница нуди и неонатална нега, нели, откако ќе си замина дома, продолжува со посетата на патронажната сестра. Што друго може како услуга да се понуди од ваша страна? Секогаш на мајките, уште пред породувањето, значи имаме едукација, сестра едукатор, која што нели пред породувањето ги едуцираме околу доењето, затоа што доењето е многу битна алка, гранка, да кажам, во мајчинскиот дел и за новороденото, затоа што сепак мајчиното млеко е најсоодветното млеко, најсоодветната храна за новороденото. Така да ние почнуваме едукација на мајките уште пред самото породување. Едукацијата продолжува уште и во текот на престојот од како е породена мајката. Значи, ако е со царски рез породена, останува 4 дена, со спонтано е 3 дена останува во болница и за целиот тој престој во нашата болница, сестрите кои што работат со новородените, работат и со мајките секако. Многу иницираме да биде rooming сервис, за да бебињата бидат со мајките, за да може да спроведеме таа лактација побрзо и полесно, да мајката добие млеко и бебето нема потреба да прима адаптирано млекце. Така да и тука во самиот престој на мајката додека е во породилиште, ние успеваме да ги едуцираме. Имаме исто така доста успешни ситуации, значи за да мајките имаат доволно млекце кога си дома, немаат потреба за дохрана.
После напуштање на нашата болница имаме патронажна сестра, каде што ги посетува во домашни услови после 48 часа. Оставаме простор да видиме како ќе се снајдат дома, да видат каде нешто им фали, што треба да им се да се доедуцираат за да бидеме комплетни. Меѓутоа тоа не застанува само тука, тие имаат и редовни контроли во нашата болница. Кога доаѓаат во неонатолошката амбуланта, каде што посетуваат педијатар, таму работат и исто така неонатолошки медицински сестри, кои што дополнително, ако има потреба, ги доедуцираат мајките. Ние сме им располагање 24/7, со тоа што која ќе ја напуштат нашата болница, им кажуваме без разлика дали е помината патронажната сестра, дали не е помината, можат слободно да се јават во нашиот кол центар, да ги поврзат со сестрите што работат на неонатологија или на натална интензивна и да се консултираат се што може, нели, да им се даде совет по телефон. И за крај на интервјуто, темата е многу голема, можеме да зборуваме во епизоди. Дајте им препорака на младите кои што сега време е на полуматурски, на матурски забави. Голем дел од 14-15 годишниците, меѓутоа и 18-19 годишните не знаат што со себе и каде да ја бараат својата иднина и што со нивната идна професија. Еден совет зошто да станат медицински техничари, сестри или да медицината да ја одберат како своја идна професија. Јас на сите им препорачувам да се фокусираат на, сега за медицинската сестра ги зборувам, затоа што тоа е една професија која што е многу битна во нашава држава, секаде во светот, хумана професија, има многу жртва во таа професија, посебно за нас женскиот пол, меѓутоа има медицински техничари, да не ги забораваме нив. Дека не е само женска професија. Така, тука се и медицинските техничари. Најблагородна професија, секогаш кога ќе сакате да помогнете на некого, помагате на тој начин и тоа вас ви исполнува и ви дава повеќе позитивна енергија за понатака и понатака повеќе да напредувате, односно да си ја сакате својата работа и да бидете попрофесионални во незе. Морам да напоменам, ќе го споменам ова, јас додека бев основно училиште, професорот кој што ми предаваше географија, вака ни не советуваше. Кај да отидете, што и да се запишете и што и да завршите. Во професијата гледате да бидете најдобри. Да ви исполнува и да бидете најдобри. Така да јас ви посакувам на сите да се запишете нормално таму кај што имате желба, меѓутоа секогаш не заборавајте дека најхуманите лица ја одбираат медицинската сестра, односно медицинска сестра техничар професија. Така. Почитувани гледачи, ова беше госпоѓа Весна Атанасовска, оделенска сестра од Оделот за детски болести во приватната болница Аџибадем Систина. Се надевам дека ќе им помогнеме барем малку на полуматурантите и матурантите во изборот на професијата. Условите се тие, меѓутоа хуманоста е секогаш пред се. Честитки од Слободен печат за денот на медицинските сестри кој што беше вчера, а вие останете со нашата програма и следете го веб изданието. Ви благодарам за вниманието.